Забава под маски. Дека може да се забавуваме и во време на COVID-19, но во исто време да пазиме да не го шириме вирусот, е доказ овогодинишниот Д фестивал. Изминатиот викенд Дојран пулсираше во ритмот на македонската музика. Фестивалските врати се отворија по 10 пат на огромна радост на фановите. Под посебен протокол, организаторите внимателно ги одржуваа сите потребни мерки за заштита од коронавирусот. На вратата се мереше телесна температура, дезинфекција и строго почитување на пропишаната дистанца од метар и половина. Секој доби заштитна маска која мораше да ја носи прописно додека е дел од манифестацијата. Во спротивно, полициските службеници опоменуваа ако е потребно и повеќе пати. Гостите беа распределени уредно во соодветно обележан простор, односно бела коцка, доволно прострена за удобно, но и безбедно движење, или како што гласеше годинашниот слоган на фестивалот: сега конечно имаш доволно простор за играње. Оваа година еден ден Д задоволство, или денот Д, сабота 22 август. Сцената распослана за помалку или повеќе познати македонски артисти. Банда инструментале Суперхикс е бендот кој го отвори првиот Д фестивал. Доволно е да сте биле еднаш на нивен настап, било каде, и ќе знаете што е добра забава. Петер Младеновски или Пеце знае да направи спонтани шеги кои ќе ви го зголемат серотонинот. Така беше и овој пат, со низа анекдоти на сметка на измачувањето во борбата со овој зол вирус. Ги прашавме што за нив значи тоа што беа дел од програмата и оваа година. Еве во моментот сме баш неколку минути по завршувањето на нашиот настап. Си поминуваме одлично, морам да признавам на Ди фестивал оваа година и на нас Супер Хикс значи многу тоа што веќе трет пат сме дел од овој фестивал, од ова изворедно фестивалски ден наречен Ди фестивал. И што да кажам, прв пат бевме пред 10 години, минатата година бевме повторно, оваа година сме во ова чудно, еве погледнете како тоа изгледа. Коронално издание на Ди фестивал. Малку е чудно тоа што сите се во своји полиња, во своји квадрати на дистанца, се одржува ред и мир, се одржува дистанца, секој е во свој обележан круг. И тоа е малку чудно, но во секој случај не значи многу затоа што едноставно немаме многу шанса и можност оваа година да настапуваме, па и ова е одлично. Поздрав од Петра Младеновски, поздрав од Супер Хикс и се гледаме во некои понормални услови на понормални изданија на фестивали. А Ди фестивал беше оваков оваа година. Па значат многу работи. Навистина ни значи посебно тоа што ја поделивме стената со македонски артисти кои што ги почитуваме, со кои што соработуваме со години. Што да ви кажам друго, луѓе, внимавајте, држете дистанца. Еве ние сме со Стефан, клавиатуристот на Супер Хикс, сосема на дистанцията, има и салата на неговиот грб. Многу гужва, мора да бегаме. Сепак короната е ризик. Чао. Украсна вечерта беше интрото на ноќта предводено од Глумиеј или Бојан Филиповски. Од сцената пристигнаа и неверојатните рок звуци на Бернес Пропаганда. Прекрасната Кристина Горовска ја шармираше публиката со својот неверојатен глас и балетски сензуални движења. Омилените артисти на новите генерации, Бон Праскиза, Принцес Донацу и Дон Плаја од Битола, имаа еден час задача да ја разврдаат публиката. Размрдување на сетилото е кај присутните пак предизвика и настапот на бендот Pluto's Doubts, кои блеснаа на сцената со Самоглад, Немери Валиум, Слепа за своите луѓе, ритам кој шири само љубов. Тие беа за прв пат на Д сцената. Оваа година со бендот свиравме прв пат на Д фест, така што имавме можност да се представиме премиерно пред дојранската публика. И секако оваа година Д фест за нас значи еден вид поддршка за македонските артисти, кој што во овој момент премногу им значи, нели? Така што благодарност до Пасворд продукција за поканата. Ние се поминавме одлично. Се надевам дека и вие. Поздрав, Симон од Pluto's Doubts, се гледаме. Организатори на овој настан се Пасворд продукција. Ова требаше да биде роденденско јубилејно издание, но тие големата прослава ја ветуваат за следната година, за која веќе течат подготовките, со надеж дека ќе биде забава без маски.